Кога ќе најдете подобра преговарачка позиција за да се продолжи европскиот пат, го запраша премиерот Мицкоски и председателот на СДСМ Венко Филипче. Тој вели дека претходно никогаш не се преговарало за македонскиот јазик и идентитет, а дека сега се соочуваме со ризик во Европскиот парламент да помине извештај во кој преку амандман македонскиот јазик може да биде означен како модерен. Дали во временските рамки на овој мандат на владата имате утврдено временски лимит до кога ќе се обидувате да изнајдете некаква промена на временската на нашата преговарачка позиција, или нема никаков временски лимит, односно целиот мандат временски на оваа влада може да помине во тоа што вие го велите, изнаоѓање на подобра преговарачка позиција. Премиерот Мицкоски возврати дека доколку СДСМ преговарала подобри позиции за земјава, тогаш немало да ни се случи во Брисел со бугарски амандмани да ни се негира македонскиот јазик. Сепак одговори дека ќе се залага за продолжување на преговорите со Европската Унија, но не по секоја цена. Тука треба сите да се обединиме и вие треба да ме поддржите за тоа. Не е тоа нешто лошо. Ако тие велат дајте да ставиме бугари во устав, ние малку што можеме како парламентот дека да направиме, сите заеднички да побараме, еве, македонците да бидат дел од тој министерски совет кој што ќе биде дел од тој комитет за етничките заедници. Ќе сториме се што е во наша моќ да ги отпочнеме преговорите, но тоа нема да го направиме како модерни македонци. Извештајот за Македонија на Европскиот парламент помина на Комисијата за надворешни работи, без при тоа да биде прифатен амандманот на бугарските пратеници во кој се бара пред македонскиот идентитет и јазик да стои додавката модерен. Сепак тие истакнаа дека истиот амандман ќе го поднесат и на пленарна седница на Европскиот парламент, кој треба да се одржи од 7 до 10 јули во Страсбур.